За леп ке трпиме. Има да страда цел народ. Шок, страф и паника кај Штипјен е откако од ноќва поскапеа цените на нафтата и бензинот во државата. Анкетираните граѓани велат тешкото допрва доаѓа, ќе се трпи за леп. Загрижени останаа пред нашите камери бидејќи покрај што очекуваат повисоки цени во маркетите, тие стравуваат и за своите животи. Исплашени се од немаштија, кризи и страдање. Секи се качи. Од другите на другата недела секи се качи. Се е покачување по 20%, 30%, гледам сега по маркет, се е качување. До крај да оде, али тешко. Тешко државата сега треба да преземе мерки, ако не престане капут сите. Но тешко и секогаш тешко. Туку што сака нека прават? Нека земат пушки, ножи, нека не заколат, нека убијат. Не може рака. Те тоа сега збореме. Се е скапија. Оген и пламен. Него строја некаде па 18.000 на еден месец. Ситуацијата е влошена. Поготово сега со војната па, чим се затвара тај одекшо канало и ќе има поскапување. Вчера одоме да прашаме дизел дали има. Нема нафта. После најавуват нели дека има колони и долги колони чекат за гориво. И сега баш го рачунах тоа. За 2000 денара од 71 денар 28 литри, а сега 14 и нешто за исти пари. Најлошо е за тие што се со мали пензии, тие што се не вработили зимат со 6-7 илјади, не се излева на крај, а ги има доста кај нас. Стрес обавезно ќе има. За лекарства, нели, зимат по 4-5 илјади, јас користам некој лекарство 1575 денара. Секи е скапо, секој ден се е скапо, што да правиме. Цените, маркетите? Абе се е скапо, дека да одеш се некој, ако е таму пишува 290 динара, извадите на касата 350. И сега нафта? Нафта, тоа иде више нагоре. Тешко што. Што јас имам 12.000 пензија земам, што ќе стасам со тоа? Инаку граѓаните се плашат дека покрај цената на нафтата ќе дојди до покачување на цените на лековите, а уште позаплашени се да не дојде до снимување на одредени лекарства кои ги примаат како секојдневна терапија. И покрај големиот страф, анкетираните лица се надеваат дека воениот конфликт ќе заврши и дека наскоро се ќе се врати во нормала.